Драги пријатели и колеги, претходните соговорници кажаа колку всушност мултикултурата и културата е важна за денешното општество. Во таа смисла и кога зборуваме за визијата на Македонија во делот на културата, остануваме дека мултикултурализмот, културната различност, интеркултурализмот се битни за Македонија и во културата. Тие се така наречени трансверзални вредности кои што и понатаму ќе бидат за нас значајни. Но дозволете да ви кажам што замислуваме, тоа останавме должни во оваа серија дебати, мислиме да направиме со основните состојби во културата. Ќе се осврнам само на нашата визија за Македонија, за каква култура размислуваме и се залагаме ние. Инаку многу добро ја знаеме сегашната состојба и нема да се задржам на тоа како од оваа ситуација ќе дојдеме до нашата визија. Меѓутоа, ќе ви кажам само низ бројки. За 260% е зголемен буџетот на Министерството за култура, меѓутоа таа бројка е лажна бројка. Затоа што, например, во 2010 година 72,23% од тие пари се наменети за градба, она што го гледаме како Скопје 2014, Плаошник, Кале и сите други глупости кои што ги направија. За разлика од тоа, издвојувањата за програмските дејности се намалени од 51% на 18%. Тоа е она со што се соочуваме сите ние. Една голема лажлива слика за културата во Македонија. Културата ја злоупотребија само како начин како да ги исцедат парите и како тие да ги прелеат само во џебовите на малкумина и повторно и културата станува заложба и дел од приказната за нееднаквоста за која што и ние се залагаме. Значи, ја уништија слободата на авторот. Им наложуваат на авторите што да пишуваат, какви патриотски песни, какви филмови да снимат, за кои така наречени измислени црни или историски петна на кои што нив им се битни и ги натераат да протестираат против граѓанскиот револт. Дури ние се боревме за демократија, тие се бореа за нивните буџети. Затоа велиме дека го враќаме идентитетот и дигнитетот на творецот. Како? Се разбира, ќе го валоризираме авторскиот труд и ќе извршиме департизација на институциите и враќање воопшто на нивниот дигнитет, професионалност, стручност и компетентност. Се разбира дека авторот и културата служат за обраќање до луѓето, до трајните корисници. Ако во културата работат 3000 луѓе, ако уште помалку од нив се автори, нивната крајна цел е публиката. Ако нашите кина се празни, ако нашиот народ гледа турски серии, ако кичот му е главен поим што е култура, ние ќе одиме кон зголемување на пристапот и партиципацијата. Ќе создаваме стратегии за значителен развој на публиката. Тоа, меѓу другото, е и приоритет на европската политика. Ќе го стимулираме развојот на културните потреби. Ќе ги образоваме луѓето што е тоа култура, како да препознаваат култура, како да уживаат во култура. Едноставно, културата е наменета за граѓаните. Се разбира, тоа не можеме без да ја продлабочиме децентрализацијата. Културните работници се плашат од децентрализацијата затоа што мислат дека таму некаде постои една надвор од Скопје, постои една непозната земја која што нив ќе ги потишти, која што нив ќе ги оневозможи да ги вршат своите авторски или културни задачи и мисии. Не, ние ќе ја продлабочиме децентрализацијата и во секоја урбана заедница, во секоја општина ќе создадеме барем еден центар кој што ќе ги обавува и ќе го гарантира творештвото за кое што зборувавме и стратегиите за локален развој. Се разбира, не можеме тоа да го направиме ако не го реформираме Министерството за култура. Тоа е централизирано и меѓу другото таму е главата во овој момент, за жал, на сите овие политики кои што служат, како што рековме, на еден човек и на фамилијата на власт.
Ќе го воведеме овој познат принцип рака на растојание, односно автономија во одлучувањето. Сите институции во културата сами ќе ги носат своите стратешки планови, ќе ги преговараат и договараат со културните потреби во заедницата. Значи, нема повеќе мешање на министерот и на одделните раководители за тоа што ќе биде културна визија во Охрид, Крушево, во Валандово или во другите места. Ќе создадеме, значи, една реорганизација на секторите и ќе воведеме фондовски систем на финансирање кој што овозможува поголема дистанца, кој што овозможува повеќе автономија и ги следи и авторите, се разбира и културните политики. Секако дека ќе соработуваме со граѓанскиот сектор, со независниот сектор, со алтернативниот сектор, затоа што тие се на некој начин носителите на свежите практики, на новостите во културата и ќе ги поттикнуваме, значи, нивните експериментаторски практики, хибридни модели на действување. Ова е нашата визија, се разбира и креативните дејности и културните индустрии, бидејќи, пак ќе велам, тие се она што е денес преокупација на Европа. Ова е визија, тоа не значи дека она што е тековна култура, што е заштита на културно наследство, она што е институционална култура, нема да ја подржиме. Се разбира, тоа го подржуваме, меѓутоа, ова е дел од новото, дел од визијата, која што сега нема никаков пристап во културниот систем и кој што се разбира дека треба да биде поддржан. Без меѓународна соработка, без регионализација, без градење не само на едно општество во Македонија, туку и тоа општество, ако не е поврзано со меѓународната култура, со она што се случува во Европа, ние ќе останеме вакви какви што сега не презентираат. Нарцисоидни, мегаломани, изолирани, затворени, на кои што сите ни се подсмеваат. Не, ние ќе ја смениме таа слика. Меѓународната соработка ќе биде наш врвен приоритет и тоа нема да биде само проекти во кои што елитата, министерот и нивните елити ќе се шетаат по светот, туку тоа ќе биде начин како нашите автори, нашите менаџери во културата да соработуваат со европската сцена на рамноправна основа. Ви благодарам на вниманието.